Добар ви ден, почитувани гледачи. Екипата на емисијата Вкусот на традицијата ве поздравува од етно село Златно Буре, Кучково. Значи, на прекрасна локација се наоѓаме, недалеку од градот Скопје, од центарот, на само 30 минути возење. Овдека имаме природа, така е на прекрасно место лоцирано етно селото Златно Буре, создадено за уживање. Значи, еве ви го одговорот на прашањето, каде да го потрошите вашиот слободен ден, викенд, празничен ден. Знаеме дека во Македонија немаме море, нели? Па да скокнеме на 2 дена на море. Имаме само 3 преубави езера, но понекогаш немаме време да патуваме толку долго време за да стигнеме до езерото, да уживаме, па треба да се вратиме и така натаму. Токму етно село Златно Буре, Кучково е идеално место за вашиот слободен ден со семејството, со пријателите. Распослане на 6000 метри квадратни. Има свој собствен паркинг. Имаме внатрешен зимски ресторан, летна тераса, летна бавча, но можете да се разладите во базенот. Има и сместувачки капацитети и затворен летен стакларник, каде што можете да ги организирате сите ваши прослави, забави и така натаму. Едноставно да дојдете овде и да уживате. Имате бенефит. Чист воздух, недалеку од Скопје, но исто така ќе ги вкусите традиционалните специјалитети. Каде што се традиционалните специјалитети, тука и вкусот на традицијата. За денешната емисија Рецепт на денот ќе ви направам една тава мусака со модар патлиџан и мелено месо. Но можете да направите истата оваа рецепта во земјена тава, но можете да го искористите и вашиот куглов со кој што правите колачи, торти и така натаму. Значи, една мусака може да се направи и во куглов. За овој специјалитет вас ќе ви бидат потребни 3 модри патлиџани кои што се пресечени вака на тенки или на машинка или со многу тенко ноже, кои што ќе ги ставите на голем плех од шпоретот на хартија, ќе ги подмачкате малку и ќе ги подпечете колку само да омекнат за да можете да ги работите. 400 грама мешано мелено месо. 1 до 2, ако е помала, 2 главици кромит, ако е голема, 1 главица кромит, 3 патлиџани до 4 рендани. Ако се поголеми, ставете 3. 3 до 4 зелени благи пиперки. Ако сте љубител на луто, тогаш ставете и 1 лута пиперка. Понатаму ќе ни треба 1 лажичка црвен пипер, бибер по вкус, сол по вкус, неколку чешниња лук, 4 супени лажици ориз, а може и 5, ако сакате да биде подсврста смесата, и малку мешан сув зеленчук, и ќе ни треба малку ситно сечкан мактонос. Вода по потреба и масло по потреба. Прво што правиме? Ќе го ставам тавчето со малку масло да се загрее на вжештената рингла. Значи, ставам од прилика околу 1 децилитар масло. Сега ќе земам малку со масло, ќе ја намастам тавата. Значи, убаво насекаде, а исто така можете да ги намастите и парчињата од модар патлиџан, тогаш нема потреба можеби да ставате повеќе масло во кугловот, затоа што тоа секако кога ќе се испече, ќе се одвои. Ете така. Значи, ова е одлично е подмастено и сега преминувам со следната постапка. Ќе го ставам кромидот да се запрши.
И заборавив да ви напоменам дека кромидот треба да биде покрупно насечкан. Само малку да омекне, да добие стаклест изглед, веднаш ќе го ставам месото. Тука ќе ги ставам зачините. Ќе ставам мешан сув зеленчук по вкус. Мислам дека 2 лажички ќе бидат доволни. Ќе ставам малку сол, затоа што имам многу мастрав, а и ќе видите зошто солам повеќе. При крајот на емисијата ќе ви откријам зошто. Така, малку сол. Сега ставам бибер. Бибер, половина лажичка. Сакам кога готвам мелено месо да има повеќе бибер во него. И сето ова убаво го промешуваме. Така, го оставам кромидот да се запрши. Еве, кромичето ни е веќе испржено. Сега ќе го ставам меленото месо внатре. И тоа да се запржи. И потоа ќе го додадеме оризот и црвениот пипер. Еви, месото ја промени бојата и веќе е испржено. Сега го додавам оризот. Да биде повеќе на месо, да не биде, значи, на ориз многу. Промешувам. И сега ќе го додадам црвениот пипер. 2 вакви ќе ставам кафени лажичиња. И повторно ќе промешам. И после тавчето не го ставам за перење, за миење, туку ќе го искористам и пиперчињата ќе ги запржам овде. И мислам дека е добро, одлично е. Ќе го потргнам настрана. Ќе земам малку лупче. Овде ке едно чешне доволно. Ќе промешам. И сега започнувам со редење на модриот патлиџан. Значи, ако немате големи листови од модар патлиџан, тогаш ќе ставате по 2. Секогаш помалиот дел од модриот патлиџан го ставате, вака, треба да виси на половина. И вака, се по крај, по крај. Така. Така, се додека не ги потрошите сите модри патлиџани.
Всушност ќе направите како корпа од модриот патлиџан. Сега, кога веќе го потполнив овој круг, сега ќе ставам модри патлиџани на дното. Ќе гледам помалите што се, тие да ги наредам. Верувам дека сите добро ја следите постапката. Така, значи да го затворам, воопшто да не се гледа дното на садот. И вака по кревите, каде што имам дупчиња, помеѓу модриот патлиџан, и вака ќе ставам. И тука ќе го затворам. Така. Сега остатокот од патлиџаните, модрите патлиџани, ќе го наредам, но сега со големиот дел, во празнините. Сега малиот дел оди внатре. И се вака, по крај. Таман за еден куглов доволно се. Овдека имаше точно 3 модри домати. Нив не ги посолувате. Ете така. Погледнете како убаво изгледа. Видете како добро изгледа. Сега што следува? Сега ќе го ставиме месото внатре. По крај. Ставивме ориз, но само 4 супени лажици, нели? И од 3 до 4, во зависност тоа е по лична желба, колку да го врзе меленото месо. И како ќе ставате, така ќе притискате. Така. Сега ќе видите зошто ми требаат ренданите патлиџани. Затоа што овде ние ќе ставиме малку водичка, а повеќе ќе биде патлиџан. За да може оризот да се врзе. Евака. А остатокот ќе го испржам и ќе биде фил, прелив за мусаката. Или тава, или како сакате. Ете така. И сега оризот ќе набаври од патлиџанот. Исто така, ова ќе ми треба за сосот. Сега ќе ставам малку макдонос. Неколку ливченца ќе ми треба, тоа е претходно измиен. Така.
Чеки ова да не ни оди зијан, што би се рекло. Ај така. Така го насечкам. А потоа ќе ми треба уште малку макдонос за пржените пиперки и патлиџани. И малку лукче ќе ставам и таму. Ето така. И сега наросувам вака. Супер. Сега почнувам со затворање. А може 2-3 капки водичка да ставам. Нека има. Да. Оти не знаеме колку ќе пушти вода патлиџанот. Така, значи 4-5 супени лажички вода. И сега почнувам. Така, едно од оваа страна, едно од оваа. Всушност ќе затвориме целата мусака на овој начин. Оризот ќе си поприми од патлиџанот. И вака ја притискам и ја ставам да се пече во загреана рерна на 250 степени и потоа кога ќе почне да крчка, кога ќе фати малку кора од озгора, ја намалувам на 180, едно 30 на минути, сосем доволно е, затоа што месото е пржено, модриот патлиџан е испечен, само црвениот патлиџан што се вели да проврие и оризот да ја земе водата од црвениот патлиџан. Потоа го превртуваме и така го оставаме на чинија за послужување оваа мусака, а во меѓувреме ќе ги испржам пиперките и патлиџаните, исто како што си правите летна манџа, тоа треба да биде како сос со мусаката. Се гледаме со вас откако ќе ја испечеме мусаката и ќе ја послужиме на трпезата. Останете со вкусот на традицијата. Ете, драги мои, оваа мусака од модри патлиџани во куглов, погледнете, е вистинско уметничко дело. Јас тоа така го нарекувам. Значи, состојките се исти, се е исто, само наместо да редите во тепсијата, вие редите во кугловот и добивате една ваква прекрасна мусака. Еве сега ќе ја пресечам. Така. И ќе се послужам. Значи, можете да ја комбинирате со летна манџа, можете да ја комбинирате со... така. Можете да ја комбинирате со... Не се земав црпалка, но сепак добра е. Да комбинирате со пиперчиња, со... Можно ли е да е толку вкусно и да е толку убаво, леле, и како си има сок од самиот зеленчук. Морам еднашка да си мацнам. Каков вкус! Оризот набабрен, токму како што треба. Вкусот на патлиџанот, на модриот патлиџан, лукче, кромиче. И најповеќе доминира вкусот, оној интензивен вкус на модриот патлиџан. Значи, ова можете да го послужите со салата, било каква македонска,
краставица, зелка, мешана салата, лути пеперчиња со лукче и со макдоно, со винска киселина. Едноставно да уживате во овој вкус. Верувајте, толку ми е интересен начинот на подготовката на нова мусака и да ми доаѓа идеја дека сите мусаки сакам да ги правам во кугло. Драги мои, направете оваа мусак и уживајте во вкусот. Фотографирајте, испратете ни на нашата страна на социјалните мрежи Вкусот на традицијата и ние ќе ги споделиме вашите фотографии. И јас се останувам заедно со персоналот на кујната на Златно буре Кучково да пробат и тие оваа мусака. Бескрајно им благодарам за помош и асистенцијата за реализација на оваа емисија. И знаете, ме тера да јадам уште. Знаете како велат? Дека зошто волкот е дебел во вратот? Затоа што сам си ги завршува сите работи. И затоа велат, ослони се, подпри се на самиот себе, барем ќе знаеш со кого имаш работа. Затоа уживајте во сето оно што ќе ви го даде животот и најповеќе верувајте само во своите две очи. На здравје до следната емисија Вкусот на традицијата. Ве поздравуваме!